Почитувани, секој изминат ден со криминалниот картел во владата е нова трагедија за Македонија. Зоран Заев ја посрамоти државата и македонскиот народ. По 2 дена криење, Зоран Заев призна дека како надворешен соработник за безбедност и борбата против радикализмот си ангажирал човек од црната листа на Соединетите Американски држави, поставен таму токму заради неговото терористичко делување и ризикот кој што тој го представува по безбедноста. Зоран Заев му дава висока функција во владата и месечно ќе му плаќа 36.000 денари на Джезаир Шакири, познат како командант Хоџа, лице барано од странски држави со меѓународни потерници. Ова е големо понижување и за граѓаните и за државата, но и за полициските службеници кои ги имаат загубено животите во борбата против ваквите екстремисти. Единствена референца на пријателот на Заев, командантот Хоџа, е тоа што тој склучил политички договор со првиот човек на СДСМ да му го ослободи Танушевци, а за возврат на тоа да добие висока политичка функција во владата. Но кој го држал Танушевци заробено и каде се оружјето и лицата кои биле подготвени да се спротистават на македонската полиција? Каква порака испраќа Заев до сите идни криминалци и насилници кои планираат да се закануваат и уценуваат? Владата не е приватна собственост на Зоран Заев и криминалниот картел околу него. Договорот на командант Хоџа мора да биде раскинат, а институциите мора да покажат храброст и волја да ги бранат интересите на државата. По признанието на Шакири, мора да следи сериозна истрага и да се утврди кој се му помагал во заканите и со какво оружје се заканувал. Луѓето кои се закана по територијалниот интегритет и суверенитет на државата мора да се најдат зад решетки. Лицата кои се закана по безбедноста на граѓаните не смее да бидат дел од владата. Дали е Заев сериозен во намерите да му се издаде безбедносен сертификат од највисок степен државна тајна на лице за кое кружеа информации дека било вмешано во убиство на полициски службеник? Дали е Заев сериозен во намерите со својот советник за безбедност да ги споделува највисоките безбедносни тајни на државата? ВМРО ДПМН ги предупредува надлежните служби дека издавањето на безбедносен сертификат на командант Хоџа надвор од процедурите е кривично дело. Евентуалната таква постапка може да има сериозни последици. Почитувани, вакво понижување на државата и безбедносните служби досега немало. Што порано си замина од власт криминалниот картел на чело со Зоран Заев, тоа подобро и за државата и за граѓаните. Ви благодарам на вниманието.